Еден од начините да се стекне, гради и придобие довербата е краткорочните, понекогаш непопуларни политички одлуки да се спроведат во пријателска релација со јавноста и да се елаборираат со суштински аргументи. Така беше кога ја најавивме, подготвувавме и реализиравме мерката по висока минимална плата. Со оваа мерка се офатени околу 70.000 наши вработени сограѓани, но реализацијата на оваа мерка беше спроведена со вклученост на сите засегнати страни, работодавачите, синдикатите и владата. Взаемно обезбедивме доверба дека мерката е добра, остварлива и стимулативна. Вака е или ќе биде и во многу други области. Кохерентноста на политиките и обезбедувањето сеопфатен пакет решенија за граѓаните е незамисливо без инклузивност на сите засегнати и без подршка и доверба на граѓаните. Владите повеќе не го држат монополот на донесување на одлуки и затоа довербата во односите со чинителите, како што се бизнисот и граѓанското општество, е од суштинско значење за да се испорачаат ефективни политики. Но тоа не ги ослободува владите од политичката одговорност. Таква одговорност презедовме и во спроведувањето на планот 369, за да ја постигнеме стратешката цел договорена со граѓаните на нашата земја. А тоа е спроведување на реформите, забрзување и реализација на фазите за да го добиеме датумот за преговори со Европската унија и за членство во НАТО. Планот 369 е подготвен и консултиран во соработка со граѓаните преку широка дискусија со експерти и граѓански организации. Меѓународната заедница го препозна тоа, ги препозна инклузивните политики и политики на отворени врати, што ги практикува денешната влада. Пред да завршам, дозволите ми уште една поента на која граѓаните во Република Македонија, мнозинството граѓани, особено сметаат кога одлучуваат дали ќе има доверба или не. Одредени политичари во изминатите години избраа да водат политики на поделби и предизвикување на конфликти кои луѓето ги поделија на наши и ваши. Тоа е политика која што гради минато, а не иднина. Тоа е политика што дели, а не создава доверба. Само интегрирана Македонија, која што ќе обедини множественост на различности, ќе биде стабилна и просперитетна држава за сите нејзини граѓани. Во таква Македонија има доверба мнозинството од граѓаните. И на крајот, мојата трета премиса од која тргнав на почетокот на ова моје обраќање, владите имаат минимална маргина за грешка. Денес, владите имаат многу малку простор за грешка во креирањето на политиките. Реков дека очекувањата на граѓаните се големи и сосема оправдани, но истовремено тие се и растечки. И тоа е сосема природно. Оттаму, постојаното следење на пулсот на јавноста станува неопходност за да се биде секогаш подготвен за апдейт на политиките. Во денешниот свет, закоченоста во времето и застарените политики, јавноста знае и како да ги казни. Да не зборуваме за погрешните политики создадени без допирни точки со потребите на јавниот интерес. Растечката недоверба на граѓаните и на другите засегнати страни може да има и сериозни економски последици. Инвеститорите бегаат од она што го гледаат како непријателска, нестабилна или корумпирана средина. Избираат повеќе пријателски и ефикасни заедници. Затоа просторот за грешки е многу мал. А откако ќе се изгуби, враќањето на довербата може да трае со години. И тоа ни е познато од нашето непосредно искуство. Затоа мораме постојано да работиме на развивање на концептот добро владење, на влада која нуди ефикасни јавни услуги од полза за граѓаните. Мора да бидеме свесни и да знаеме дека довербата се стекнува бавно. Таа пристигнува пешки, но може да ве напушти со 300 км на час. Благодарам за можноста да се обратам на овој форум. Сигурен сум дека одговорниците тука и од дебатата која што ќе се води може да се добијат интересни идеи како да создаваме и да ја чуваме довербата на јавноста за да ја достигнеме крајната цел на јавните политики. Зголемување на благосостојба на граѓаните и осигурување на нејзината одржливост за идните генерации. Благодарам.